Основното училиште Гоце Делчев од Ресен отпочнало да се гради од цврст материјал во централното градско подрачје, наспроти сарајот на Нијази Бек, во август 1953 година, а објектот со приземје и 2 спрата бил завршен во 1957 година. Наставата за прв пат започнала на 10 септември 1957 година. Првиот наставнички совет се одржал еден ден подоцна во присуство на сите учители и наставници. Советот го отворил првиот директор на училиштето, Александар Цветковски, во присуство на 20 наставници. Од почетокот на своето постоење до денес, постигнати се значајни резултати во воспитно-образовниот процес. Голем број ученици во досегашното постоење на училиштето зеле активно учество на бројни надпревари на општинско, регионално и државно ниво, каде постигнале највисоки резултати со освоени прво, второ и трето место од повеќе наставни области. Таквите постигнувања продолжуваат и ден денес. Денес во состав на основното училиште Гоце Делчев работи Централното училиште со 19 паралелки во 10 одделенија и 2 подрачни училишта во село Избишта и село Сопотско, во комбинирани паралелки, со вкупно 272 ученика.
Јас сум Елена Икономовска, по потекло од Ресен. Денес сум основач и извршен директор на компанија каде иновираме производи за подобрување на човечкиот метаболизам и превенција на диабетес со употреба на машинско учење. Јас имам завршено електротехнички факултет, а после тоа магистерски и докторски науки по машинско учење, но мојата едукација започна во Ресен, во основно училиште Гоце Делчев. Во тоа време бев многу заљубена и ја сакав физиката, како и природните науки, бидејќи не возможуваат да го разбереме универзумот и природата подобро, а исто така и нашите тела. Доста време посветив на надпревари по математика и физика и мислам дека тие надпревари ме подготвија за успех подоцна во животот. За да се живее успешен и среќен живот, мислам дека е потребно да се има страст за нешто. Страст која ќе ве води напред, која ќе ви дава сила и ќе ви помогне да се посветите на долгорочен живот, на учење и труд. И тоа ќе ви возможи можности и идеи какви што никогаш не би можеле да се мислите. Бидејќи учењето ни дава идеи, а идеите се алатки со кои можеме да ги решиме проблемите на нашето време. Учењето е моќ која може да се претвори во профит. Здраво на сите, јас сум Љупчо Гроздановски, поранешен ученик во Основно училиште Гоце Делчев и ДСУ Цар Самуил. Ви се јавувам моментално од Белгија, каде што работам како професор на правен факултет, специализација по ЕУ право и нови технологии. Координатор сум на Центар за нови технологии, кој успеавме да го направиме благодарение на Европската комисија. Пред да се преселам во Белгија, студиите ги завршив во Страсбур, во Франција, специализација по ЕУ право, докторатот во Женева и после тоа пред 5 години, значи во 2019 година дојдов тука во Белгија за да работам на еден проект и веќе 5 години сум тука. Минатата година станав професор и така. Така да, голем поздрав до сите и се надевам дека ова кратко видео е доволно за да ви дадам неколку основни информации за што се случуваше со мене откако ја напуштив Македонија. Поздрав! Здраво на сите, јас сум Живе Кремшовски, оперски пејач, по професија баритон. Во оваа прилика сакам да ви посекам среќни новогодишни празници. Многу здравје, многу среќа, многу ви посакувам берикет во наредната година. Јас, како многу горд поранешен ученик на Основното училиште Гоце Делчев Ресен, сакам да посекам на младите пред се безгрижно детство и многу успеси и еден ден да си ги осварат своите желби и своите соништа. Да веруваат во себе и само напред. Поздрав и се најдобро. Добар ден до сите присутни. Поздрав до учениците на Основното училиште Гоце Делчев. Јас сум Владо Недановски, поранешен ракометар, сегашен тренер и професор по ракомет. Моето образование го започнав во Основното училиште Гоце Делчев во Ресен. И тоа беше еден од побавите периоди во мојот живот. Уште како мал, многу го сакав спортот и сонував еден ден да бидам добар ракометар. Мојот прв ракометен надпревар го изиграв за моето училиште Гоце Делчев. И од тогаш мојата љубов кон ракометот стана се поголема. Неколку години бев дел од ракометниот клуб Преспа. А потоа мојата кариера ја продолжив во недобриот македонски клуб Вардар. Со Вардар освоив многу први места, како во Македонија, така и во Европа. Станав и репрезентативец и долги години го носев дресот на ракометната репрезентација на Македонија. По завршувањето на мојата играчка кариера станав тренер на ракометниот клуб Вардар, каде што сум и денес. Моментално работам и како професор по ракомет во Спортската академија во Скопје. Тука моето знаење го пренесувам на моите ученици. Да се биде успешен, треба да се вложува многу труд, вистински да се сака тоа што се работи.
и да верувате во себе дека еден ден и вие може да сте идните спортски звезди. Се надевам дека и мојата приказна ќе биде мотив за помладите генерации. Ви посакувам среќна нова година и среќни божигни празници. Здраво на сите, јас сум Петар Крстевски, вонреден професор на Факултетот за електротехника и информатиски технологии во Скопје, при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Инаку, основно образование завршив во Основното училиште Гоце Делчев во Ресен и би сакал, значи, да изразам една многу голема поддршка за моето основно училиште. Да кажам дека за него ме врзуваат многу добри спомени и морам да кажам дека таму стекнав многу знаење, многу разбирање од наставниците, професорите, значи целиот кадар. И секако, значи, основното образование е многу важно, таму се стекнуваат основите на секое знаење, особено, значи, јас бев насочен кон природно-математичките науки, математиката, физиката. И секако, значи, тоа основно знаење што таму успеав да го стекнам, ми помогна многу понатаму во животот. Учествував на надпревари по физика, по математика, значи со професорите од основната школа Гоце Делчев и понатаму продолжив во таа област. И еве сега, значи, и јас сум во некоја таква област на образование, каде што образувам млади кадри, но сепак, значи, секогаш се потсеќам на моето основно училиште и да изразам еве една голема поддршка и големи пофалби за него. Јас сум Ристо Никовски, кој што секогаш со гордост кажува дека е отресен. За тие што не разбираат, а бога ми не се тие ретки, мораш да им објасниш дека тоа значи одресен. Ми е жал што денеска не сум со вас, бидејќи сум спречен некои работи кои не зависат од мене. Ви посакувам се најубаво, нека е за многу години поводот, а на сите вработени во Основното училиште Гоце Делчев и на учениците особено, им посакувам многу успеси во одговорната работа. Учењето на вистина е главна и основна работа за да се оди напред. Личниот успех, како и успехот на семејството, како и успехот на општеството, зависи од учењето. Тоа е единствена гаранција дека ќе се постигнат саканите цели. Ресен е мојот роден град, тоа се моите корени, јас се гордеам со тоа. Ве поздравувам сите и велам напред, само напред со вашите напори за да одиме во светла иднина, а сите овие моментални тешкоти и маки, голготини с кои врвиме ќе поминат, после секоја бура доаѓа сонце и вела, Македонија ќе победи, македонците ќе опстојат и ќе бидеме светл пример во светската историја. Поздрав на сите, нека е за многу години денот и сите што доаѓаат. Среќна нова година, среќни празници, се најубаво. Поздрав! Добар ден, драги пријатели, сограѓани. Жал ми е што не сум денеска тука со вас, но се надевам дека тоа ќе успееме да го направиме следната година или некоја од наредните години. Јас сум Весна Борозан, тековно редовен професор на Факултетот за електротехника и информатички технологии во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Инаку, своето образование го започнав во вашето и нашето и моето исто така училиште Гоце Делчев во Ресен. Живеев непосредно до училиштето, дворот на нашата семејна куќа граничеше со дворот на училиштето и со нетрпение очекував кога ќе пораснам доволно да почнам да станам вистинска ученичка и да почнам со ташна на рамо да одам на училиште. Конечно дојде и тој ден и се чувствував навистина гордо и убаво.
Пораснав со чувството дека е срамота ако наставникот праша нешто, а јас не знам да одговорам или не дигнам рака за да се пријавам за одговарање и не беше многу тешко тоа да се постигне, требаше единствено само сериозно, внимателно да се слуша на часовите она што наставникот, наставничката зборуваат и помалку да се прочита нешто. Во нашето училиште јас научив да читам, да пишувам, прво кирилица, потоа латиница и полека почнав да учам многу работи, како за физичкиот свет, така и за општеството кое не окружува. Не можам да кажам, особено после пето оделение натаму, дека сите наставници ме воодушевува, имаше некои кои беа малку по-арогантни, имаше некои кои се поставува како непријатели кон учениците. Меѓутоа, она што чинеше вистинско задоволство беа во наставните активности, односно во тоа време ги викавме секции, и јас учествував просто во сите можни секции на училиштето, од со бракино воспитување, од ликовно воспитување, не знам, општотехничко образование, литературна секција, рецитаторска секција, хор, оркестар и сето тоа. Тоа беше навистина можност во едно мало место као што е Ресен. Тука ми беа сите најдобри другарки и другари. Тука беше вкупната забава. Имаше секогаш доволно време дома и да се напише домашно, и да се научи, и да се подготви секој и нормално да се игра на улица после сето тоа време поминато на училиште. Потоа завршив средно образование во гимназијата во Ресен, завршив факултет во тоа време електротехнички факултет во Скопје. Се вработив таму како демонстратор најпрвин, потоа како асистент веднаш по завршувањето. Магистрирав на електротехничкиот факултет во Скопје. Потоа докторирав на универзитетот во Белград. Бев понатаму постдокторант на Државниот универзитет на Северна Каролина во Соединетите Американски држави, каде што стекнав значително искуство и ја продолжив својата кариера тука во Скопје. Исто така сум била и визитинг професор на Папскиот универзитет во Сантијаго де Чиле, во Чиле, а исто така и почесен професор на Техничкиот универзитет во Виена. Во меѓувреме, некое време се посветив, сакав да дадам нешто од себе кон нашето македонско општество. Бев пратеник во Собранието на Република Македонија, бев амбасадор во Виена, Словачка република, Чешка република и Јапонија во еден 4-годишен мандат. За сето тоа време се трудев да дадам најдобро од себе, придонесувајќи кон општеството, за да конечно, како што ви реков, работам во моментов повторно на мојот матичен универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје на факултетот за електротехника и информатиски технологии. Тековно, покрај редовната настава со студентите, заедно со својот тим, со работниците околу мене, работиме интензивно на голем број проекти финансирани од Европска комисија, кои се истражувачки и општествено корисни проекти во
полето на енергетиката, обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и воопшто на подобрување на животната средина и на климата со која што живееме. Она што сакам како порака да го испратам до сите вас, особено до најмладите ученици на училиштето, е дека навистина сонувајте, бидете посветени на учењето, бидете описменети најпрви на својот мајчин јазик, граматиката, јазикот македонски мора да ви биде што подобар, што побогат. Потоа ќе почнете да учите други странски јазици, потоа ќе почнете да учите се друго од светот. Без основна писменост не е возможно општо образование. Ако ја прифатите одговорноста дека лежи потполно на вас самите, дека никој друг не може да ви помогне во пробивањето низ животот и светот и работата. Понатаму се е лесно. Вложете во себе. Најголемото вложување во себе е вложување во собственото знаење. Се надевам дека ќе ми верувате и се надевам дека некој од следните години, кога ќе се видиме, ќе можам ова да ви го пренесам и во живо. Ви посакувам среќа, успех понатаму низ школувањето и низ сите години кои следат. Ви благодарам.